Не загрижува тоа што на децата им се наметнуваат електронски учебници, а ги исфрламе од употреба класичните хартиени учебници, кои сметаме дека му се потребни на учениците за понатамошно надоградување и развој. Сметаме дека ќе има голема штета врз учениците со тоа што покрај здравствените причини децата ќе бидат цело време со дигитални уреди и дома, иако училиштата налагаат дека часовите ќе бидат интерактивни и дека нема цело време да се користат уредите, но сепак дома ќе имаат задача децата да ги користат за надоградување, тие мини домашни што ќе ги имаат за да може да ги извршат. Имаме една министерка која што се обидува да го руши целиот образовен систем. Не слушајќи го гласот на народот кој во моментот гледате и сами дека е броен. Во моментот во цела Македонија, во сите општини во Република Македонија, точно на план не се одржува протест. Протестот е за да се запри дигитализацијата, целосната дигитализација во образованието и целосниот нов концепт во основното образование. Значи, сето ова ќе продолжи се до оној момент додека министерката не отстапи од нејзиниот став. Гледаме дека таа нема слух за сето тоа. Последниве години ни се нудеше некакви реформи за подобро образование. Од сето тоа ние видовме само обиди за укинување на печатените учебници, видовме искривување на историските факти и вистини. Платформа за далечинско учење имавме која што од првиот ден не профункционира, на голема штета на учениците. Онлайн наставата не ги дава посакуваните резултати. Реформата што сака да се воведе со дигитални учебници за учениците прво не е здрава за физичкото, за психичкото здравје, за рбет, за мозок, за очи и зрачењето, значи и ние како родители не се согласуваме и јас како наставник не се согласувам. Тука сме како родители за еднината на нашите деца, да ги прескокнеме разликите во нашите убедувања во интерес на нивната иднина. Не сме против реформи и вистина е дека децата се преоптоварени со непотребни информации во учебниците. Но сме против воведување на тотална дигитализација и губење предмети како што се историја и македонски јазик.